Здраво живо! Јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Ова е можеби најспонтаното видео што го имам направено и најспонтаната идеја за видео што ми дошла, а таа е поврзана од секојдневието, односно тоа каде живеам, како размислувам и што ми се случува. Па така еве ова утро си пием кафе, покрај реката тука си седам, си уживам. Денот е тмурен, некако не сум расположен за работа, ништо не ми се прави. Сикам, ај така нема што да правам, ќе си уживам. И си седам така и си викам, па колку би убаво тука ја си направам некој место поблиску до реката, ама како си викам сега. Знаеш како размислува умот, како почиња да создава идеи. Реката е брза, да пуштам внатре во реката, многу работа е тоа, сега е ладно да работам цел ден во реката, а сега ми се прави нешто. И го здогледав дрвото и тој брег таму. И си викам да ставам 2 греди од дрвото до брегот, да го исковам со штици и ете ми дек. И така ми се роди идеја, односно нов проект, затоа што на имотото кој руват имам почнато 10 проекти, кучињата нешто лад, имам почнато 10 проекти и ова е пример како почијам нов проект, а не го довршувам стариот. Па нареден проект и така натаму и тоа до недоглед и сватив дека, или се помирив дека тоа никогаш нема да запре. Дека како идат проекти, така иде мотивација и таму ја даваш енергијата. Така и овој ден беше тмурен. Ништо не ми се правеше, но наеднаш видов идеја за нов проект. Се лизнам ваму реката. Видов идеја за нов проект и одно ми дојде енергија. Многу е чудно тоа сето како не движи. И така, да скратам приказната, така ми дојде идејата да си правам дек таму, односно да не одмарам и денеска, па ќе видиме што ќе испадне. Иначе случајно вчера доека шетав, доека се враќав од град нека имотот, видов фрлени греди покрај патот недалеку од мене и ми текна на тие греди дека можеби би можел или на раце или со точакот да се ги донесам, затоа што не беа далеко, фрлени покрај патот, стари греди, ама јаки греди. Јас заправ ги видов и ета се поклопуваат работите, изгледа тоа треба да правам денеска. Па одам по гредите и да видиме натаму што ќе биде од овој мој проект. Ја домакнав гредата, најдов 2 греди, едната е подебела, ова што носам уште само да видам дали должината ќе фати, односно од дрвото до брегот. Еве ја. Па ајде одиме да видиме дали ќе стаса од дрвото до брегот оваа греда. Стара е гредава, ама мислам дека е јака. Па ќе видиме. Ја пренесов гредата, сега уште да измериме дали ќе стаса. Ако стаса ќе биде одличен проект и одличен дек. Добро е. Гредата стаса од едниот крај до другиот, веќе имам едната греда. Супер.
Значи, гредава што најдов е како мерена за тука, што многу ме радува. Значи, идејата е да ставам една греда тука, една до неа и напретку да го исковам со штици. Имам уште една греда. Би било да ставам и повеќе греди, меѓутоа имам само две. Ќе работам со тоа што имам. Двете ги најдов покрај пат фрлени, стари греди, метошот се трули, ама ќе држат, ќе направам нешто, може. Ќе држат, кога ќе се направи целата структура, ќе се држат. Важно, гредата е доволно за овој простор, го покрива. Така да супер, се осеќам оптимистички. Одам по другата греда, имам и 4 штици најдено. Како шетам покрај патот си собирам стари работи и после тоа гледате се наоѓаат. Така да тие 4 штици ќе бидат одлични за тука. 4 ќе ми требаат повеќе штици, меѓутоа ќе најдам и други. Не е проблем. А иначе ова место, реката ми носи многу ѓубре, многу шишиња, затоа што е како мало заливче. И често го чистам, верувајте, меѓутоа ми е здосадено и тоа. Цело време да чистам, а до сабота недела луѓето одат на излет во природа си и фрлаат шишињата. Тоа е некој вид на болест, на болни луѓе. Тоа се предизвиците со кои што мора да се соочуваме тука, а без предизвици нема раст. Меѓутоа некогаш досадува и тоа. Одам сега по другата греда и се враќам назад. Ево да пренесам и лезе и веќе ќе го имам просторот за платформата. Ајде, храна за Љубов. На, Љубов. Дојди, Љубов, вамо. Седни, Љубов. Видете колку е воспитана Љубов. Браво, Љубов. Ајде. Ајде мина бабенцето јаде. Ајде, бабе. Ајде, бабенце. Ајде. Ајде, го и најмалото почна да јаде сила. Еве го и Слот, на Слот, дай. Видите, диво куче, Слот е најдиво. За јадење, иначе е многу мирен. На, дай. Ајде. Остави го Љубов да јаде. А Љубов на сите им зима. Има храна, ама им зима, ете, тоа е тоа. Полека го привршувам денот, запалив огин. Веќе дојде и некај 4 сатот, така да ова време се сталожувам, затоа што 5 веќе се стемнува, тука нема светло и тоа е тоа. Огинче, музика, нешто интернет, ако ме држи батеријата, затоа што немаше сонце, меѓутоа нема врска, ќе читам нешто и слично. Тоа ми е денот, задоволен сум како исполна платформата. Ја направив конструкцијата, сега ќе редам штици, испадна дека имам само 3 штици кои што се мали, ќе треба да најдам нови штици, па ќе видам како ќе испадне тоа, затоа што се трудам да ги правам сите објекти во моето селце со рециклирани материјали, односно со работи кои што луѓето ги фрлаат. Знам дека е полесно да купиш и да направиш, меѓутоа кога рециклирам,
имам во себе некое посебно чувство на задоволство и на мир, така да не си го испуштам тоа чувство, ќе се трудам секогаш да градам со рециклирани материјали, без разлика колку имам достапност до средства, до пари и до ред друго. Едноставно мора тоа да се прави. Јас не гледам друг начин, за вас секој си знае, но тоа е мојот начин да градам со рециклирани материјали, затоа ќе помине некое време додека најдам штици, ќе ги наредам штиците и платформата ќе биде одлична. Се надевам ви беше интересен денот, занимлив што го поминав, сега е зимо, моментално е 2 или 3 февруар, кој сме моментално? Да, 3 февруар. И нема толку активности, напролет и летно време е подинамично во селото, сега е посталожено, така да си наоѓам проекти. Секогаш успевам да наоѓам проекти, затоа што нимот има секогаш работа. Меѓутоа, тоа е тоа, јас сум задоволен од проектот што го почнав и како се разви. Финишот ќе ви го снимам во наредно видео, да најдам штици. Ќе најдам, има фрлени сигурно на авуната, но често шетам овој пат и наоѓам се и се што, така да ќе најдам и штици. Не е проблем тоа. Финишот ќе ви го снимам во наредно видео. Тоа е за денот, кучињата се наранети, не знам што друго правев, тоа го правев. Не ви снимав, одев 10 пати нагоре надоле, заборавав работи, ми треба клешта, ми треба ова, ми треба она, па движев цело време нагоре надоле, така да јас потрошив доста енергија и сега ќе мирувам. Тоа е тоа. Ви благодарам што го изгледавте видеото, ви благодарам што станувате членови и ме поддржувате на тој начин. Правете го тоа во иднина, правете го во уште поголем број. И ви благодарам едноставно, а ние се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш поздрав и секое добро.